Илиев долго време си надвор од фудбалските терени заради повредите. Дали конечно е санирано се? Знам дека пред извесен период повторно имавте нова операција. Може ли да очекуваме наскоро Илиев да се врати на терените? Пред се сакам да кажам добар ден и благодарам на поканата. Здравствената состојба, јас сум повреден веќе 17-18 месеци, имав 4 операции на десното колено. Последната операција ми беше пред месец дена. Се уште се опоравам, се надевам дека за 6 до 8 недели ќе бидам подготвен да се вратам на теренот, да почнам повторно да играм. Пошто, како што кажа, 17 месеци сум веќе надвор, сум повреден. 4 операции мене ми створија мал проблем. Целиот тој процес се одоговлечува и сега, како што кажа, се надам дека од 6 до 8 недели се ќе биде супер и ќе почнам повторно да играм пак и да ги бранам боите на Арсенал и на македонската репрезентација. Што ти кажаа лекарите? Значи ли тоа дека многу брзо ќе те видиме на мрежата на Арсенал? Последната операција беше во Германија, во еден број еден хирург моментално во Европа и по операцијата, по операцијскиот зафат, тој ми кажа дека коленото е во добра состојба, дека е спремно за таков притисок да издржи, да се вратам повторно на фудбалот. Ми кажа дека ќе треба може малку подолго време заради тоа што се што сум поминал, но ми кажа дека би требало се да биде супер и повторно се вратам да играм фудбал. Реално, кога може да те очекуваме да се вратиш на мрежата на Арсенал? Мојата цел е да се вратам за летото, да бидам дел од македонската репрезентација на европското првенство. Не сакам да ставам многу притисок на самиот себе кога и што, затоа што досега се имав некое одредено време кога ќе се вратам и работите не одеа по посакуваниот пат. Се надевам, како што кажав, во 6 до 8 недели, ќе бидам среќен да биде се како што треба, барем и до летото, како што кажа, да бидам дел и од македонската репрезентација во Полска. Ја спомна македонската фудбалска репрезентација, минатата година нашата младинска репрезентација го оствари најголемиот успех. Значи ли тоа дека ќе те видиме на европското првенство во Полска? Јас се надевам дека можам да бидам, јас сум дел од таа репрезентација, јас пред да се повредам бранев за таа репрезентација. Заедно соработував со тој селектор, така да се надевам дека кога ќе се вратам, селекторот ќе рачуна на мене и дека ќе ме повика во Полска, затоа што јас ќе бидам спремен и како што знам дека моите квалитети се доволно добри да бидам дел од таа репрезентација. Илиев, што може да очекуваме од оваа селекција која што го направи својот најголем резултат? Поминавме одлично во квалификациите, но имаме и тешка група. Видете, сега, барем досега сега и тоа е голем успех за македонската репрезентација и за македонскиот фудбал. Тоа досега не го има некој направено. Ние сме репрезентација кој што сме веќе едно 6-7 години заедно, сите ги знаеме своите квалитети и се надевам дека тоа е голем чекор и голем напредок за македонскиот фудбал и се надевам дека ќе има посветли и подобри денови. Со таа генерација која ќе влеземе во селекција и ќе промениме некои работи и ќе бидеме подцената репрезентација и ќе можеме да ствараме проблеми на доста сериозна репрезентација. Што може да очекуваме од оваа селекција на Мондијалот во Полска за млади? Се надеваме дека како што знаете сите имаме доста тешки надпревари, играме со Шпанија, мислам дека беше со Србија и уште не знам која друга репрезентација. Очекуваме да им створиме доста проблеми на Шпанија, кој тоа звучи малку нереално. Шпанија е од висок квалитет репрезентација, но ние како што кажав, доста од нас играат во странство и сме добро научени со техника, со тактички план од цел и се надевам дека може да направиме некој добар успех кој што може да бидат цела македонска јавност задоволна тоа. Неодамна дониравте голмански ракавици за Беласица од клубот каде што потекнавте. Зошто се одлучивте на ваков гест? Јас сум од Беласица, тоа не беше некоја кој зна која голема донација, која што и читав и доста негативни коментари околу тоа. Немав цел некоја така да излезе тоа во јавност дека јас сум донирал, да се знае сите дека сум дал нешто. Јас ги дадов ракавиците на моите колеги за поддршка, да знаат дека од кој клуб сум излезел, јас се сакам Беласица, тука сум играл. Како што кажав, ги знам условите во Македонија, знам како јас сум бил, сум играл овде и со нашите минимални плати овде во фудбалот е многу тешко да се купи спортска опрема, затоа што тоа кошти доста скапо за нашите плати и тоа ме натера да им помогнам на нашите голмани и да им дадам некоја поддршка и некој мотив за да работат напорно понатаму и да го чуваат голот на Беласица. Се промени ли Дени Илиев? Од она момче кој што пред 4 сезони беше овде во Струмица, сега во Англија, меѓузвучни имиња Арсенал, иако повредите се дел од животот, но дали Дени Илиев се промени? Се надевам дека не сум се променил. Од моја гледна точка мислам дека не сум се променил. Најдобро луѓето можат да кажат од страна, се надевам дека не сум се променил, дека сум истиот и се трудам да останам на земја колку што можам.
повеќе. Во моментов си во Струмица, што те врзува со Струмица и што она најмногу те привлекува кај Струмица? Ме врзува животот, моите другари, моите пријатели, родителите. Јас сум од тука потекнен, така да тоа ми е едно што ме тера да се враќам тука почесто и почесто. Девојките? Нормално и девојките. Зошто толку скромно? Па зашто толку скромно? Нормално девојките, јас не сум јас сум човек што Дали може паралелно да се издвои срцето во Струмица, кариера да градиш во странство? не е можно, мислам, тоа е малку тешко. Барем треба да бидеш посветен таму кај што си. Ако сум во Англија и во Лондон, треба со целата снага и со целото срце, со целото мое со цел мој труд, енергија да бидам посветен таму за да бидам успешен во тоа што го сакам. Инаку ако има поделба таму е малку потешко да се успее и мислам дека доста фудбалски и големи кариери така пропадна. Илиев, кои се оние 5 работи што те нервираат во Англија, 5 работи кои што те ги сакаш овде во родниот град? 5 работи кои ме нервираат. Ме нервира дека е нонстоп облачно времето, има нонстоп гужва. Што друго ме нервира? Ме нервира моментално што сум повреден. Што друго ме нервира? Ме нервира дека нема добро лето да можам да одам на плажа, дека мора да одам некаде на друго место. И што друго би ме нервирало? Но ајде за Струмица? Струмица, ми се допаѓа животот. Друго што блиско е да одам во Грција на море. Да се дружам со пријателите мои, да излегувам како што кажав и тие се работи кои што ме привлекуваат да бидам овде. Девојките исто така. И само за крај, Илиев, што е она што ќе те исполни во 2017-та? Која е вашата желба што сакате да го направите на професионален план оваа година? Да бидам спремен да се вратам повторно да играм фудбал, затоа што јас се чувствувам многу среќно кога играм фудбал и кога сум дел од Арсенал, дел од репрезентацијата, таа ми е единствената цел. Моментално сум фокусиран и работам на тоа. Последните 17-18 месеци претрпев доста стресови затоа што фудбалот ми значи мене многу. Се борев, се трудев да излезам од Македонија да стигнам до таму каде што сум и нема така лесно да се откажам за да стигнам до целта која што ја посакувам. Илиев, јас ви благодарам на оваа интервју за Канал Вис.